Асфалтирањето на улици без реконструкција на старата водоводна мрежа во населба Железничка не го решава проблемот на жителите од оваа населба. Тие постојано се жалат на чести дефекти и слаб притисок, обвинија денес од Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Штип. Дефектите на старите цевки може негативно да влијаат на здравјето на граѓаните. Дополнително, асфалтирањето на улиците без неопходна основа на водоводната мрежа ќе значи постојано оштетување на новиот асфалт при секој дефект, што често се случува. Захариев е должен да им објасни на граѓаните зошто не е направена реконструкција на водоводната мрежа во населбата Железничка и главната линија за оваа населба, иако за тоа има планирани средства во програмата на јавното претпријатие ИСАР. На обвинувањата од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија одговор дадо од јавното претпријатие ИСАР, кој е задолжен за реконструкција на старата водоводна и канализациона мрежа. Само за една година јавното претпријатие ИСАР има поставено и обновено 4700 метри водоводна и канализациона мрежа, истакна директорот на јавното претпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев. А што се однесува до Железничка, кој нив многу ги боли, тие во Железничка не заковаа ниту еден клинец. За разлика од нас, кои овде, ние веќе во Долна Железничка ги асфалтиравме целата улица и поставивме некаде 1 километар водовод на луѓето и направивме некаде 40 нови приклучоци. Да ги подсетам дека и во Горна Железничка, сега каде што се асфалтира улицата и ќе биде асфалтирана за неколку дена, поставивме 4 прекопи, кои 4 прекопи ќе служат за спроведување на новите водоводни линии кои што треба да ги ние приклучиме. Проекција на локалната власт е сите приградски населби во општина Штип да се приклучат на водоснабдителниот систем на јавното претпријатие ИСАР.